Викендов не чека лудило низ фудбалска Европа. Имаме топ надпревари. Ајде вака со ред. Петок, Бенфика Порто. Сабота, Фрајбург, Бајер Михен. Пред неколку дена Фрајбург го елиминираше Бајер од купот. Ќе биде интересно да се види дали ќе им даде Фрајбург лигашки бодови за купот. После, Тотенхем Брајтон, Лацио и Јувентус и можеби најголемото дерби на денот, Селтик, Глазгов Ренџерс. И недела, Ливерпул Арсенал. 6 топ надпревари. Сега, проблем. Како да вие 6 надпревари да изберете 3-4 за ова видео? Вие и не мора да бирате, може да ги гледате сите 4 надпревари или изберете како сакате. Ја ги бирам овие 4. Значи, Бенфика Порто, Селтик Ренџерс, Лацио Јувентус и Ливерпул Арсенал. Ајде, почнуваме со ред. Петок, Бенфика Порто. Битка за титула. Добра, Бенфика е прва, Порто е втор, ама разликата е 10 бода. Тоа за португалската лига е многу. Така да мислам дека Бенфика е веќе шампион, ама ајде да се очекаме. Ако тепа Порто, разликата ќе падне на 7 бода и тука веќе ќе има притисок. Може да има и некој кикс. Ќе биде интересно. Ако тепа Бенфика готово, може да слава титул. Па и со Реми може да слават веќе. Како и да е, ова е дерби во буквална смисла на зборот. Ќе има борба и на терен и на трибини. И ако може да го гледате надпреваров, не го пропуштајте, ќе биде жешко. Не очекувам многу голови, мислам дека ќе биде 0-0, 1-1, така нешто. Одиме понатаму. Сабота, од Португалија одиме во Шкотска. Се игра можеби едно од најголемите и најстарите европски фудбалски дербија, познатото Old Firm дерби. Селтик Глазгов Ренџерс. 433 одиграни меѓусебни надпревари. Пазете сега колку е големо ривалството на двете екипи. Селтик 163 победи, Ренџерс 168 победи, 102 надпревари завршиле нерешено. Правиме обед за дерби кој го надминува фудбал. Значи, нивното ривалство е веќе вградено во шкотската култура. Ривалската поделеност помеѓу двете екипи е во секое поле. Политичка поделеност, социјална, верска поделеност, од све помалку. Но да се вратиме на сегашното. Селтик има 9 бода повеќе од Ренџерс и со евентуална победа ќе го реши прашањето за титулата. Им одговара и Реми, ама мислам дека ќе гризат за победа. И Ренџерс мора да нападне. Значи, Реми на нив не им одговара никако. И затоа очекувам голови. Мислам дека на крајот Селтик ќе стане шампион и ќе освои титулата. Очекувам да победи сега 2-1. Остануваме во сабота Лацио Јувентус. Не е некој дерби како претходните две, ама ќе биде топ надпревар. На крај ништо чудно Јувентус и со минут 14 бодови да се пласира во Лига шампиони. Ама за тоа им треба перфектен финиш. Тешко дека ќе успеат во тоа, ама како играат во последно време. Лацио цела сезона мирно се вртиш нека табела и гледаш втори на табела. А усвери мислиш дека се 10. Во серија А битката за пласма во Лига на шампиони ќе биде крајно неизвестна до крајот. Може вториот што е во моментот да заврши на 4-то место, на 5-то место, на 6-то, а 6-тиот да заврши втор. Сите опции се во игра. Ќе биде неизвестен надпревар и не очекувам многу голови. Мислам дека ќе биде тесно, ништо чудно надпреварот да заврши 0-0, 1-1. И недела, последен меч за ова видео. Премиер лига, Ливерпул Арсенал. Како игра Ливерпул сезонава, ова баш и не е некој дерби, ама ај. 4 надпревари поред, Ливерпул нема постигнато гол. Знаете од кога? Од кога му дадоа 7 гола на Манчестер Юнајтед. И строши амуниција тогаш изгледа. Арсенал на последните 2 меча даде 8 гола. 2 победи од по 4-1 против Кристал Палас и Лидс Юнајтед. Веќе тепаа на првиот меч против Ливерпул сезонава со 3-2 и ништо чудно да тепаат и сега на Енфилд. Ама ќе биде тешко. Имаат 8 бода повеќе од Сити, но и надпревар помалку. Сега секој надпревар им е важен. Ливерпул некако мислеа безидено во последно време и тешко дека ќе стигна до местата што водат во Лига на шампиони. За тоа им треба победа сега против Арсенал. Знаете дека најавам за Ливерпул и се видал за победа, ама тешко да дојдат и до Реми. Тоа душа Реми може, ама мислам дека Арсенал тепа 2-1. Колегава, баскиецот, има дојава дека Ливерпул тепа 2-1. Ќе видиме. Од баскија дојавата може. Што има врска баскија со Ливерпул? Да, може бојата на дресовите. Чеки, па и Арсенал има црвена боја. Може ги смешал боите, ќе видиме. Може дојава за Арсенал му била. Тоа е тоа, супер надпревари од петок до недела. Следна недела имаме Лига на шампиони. Уште поинтересни надпревари. Чекајте уште видеа. Следете ги шортс видеата, веќе почнуваат да излегуваат секој ден и со TJ и со баскиецот и бидете во текст со сите новости. BMG Спорт спрема уште изненадување. Ајде, чао!